Преполно студио со гости за крај на денешното издание на Македонија наутро, и тоа секако на спортска тема. На крајот на минатиот месец, по четврти пат, Националната пливачка федерација на Македонија ги прогласи најуспешните пливачи за минатата година, а годинава за прв пат беше прогласен најуспешен тренер. Колку значат овие признанија за дополнителна стимулација на македонските пливачи, пред какви предизвици беа исправени периодов и кои се најновите активности на кои што се фокусира Националната пливачка федерација, се темите кои што ова утро ги отвараме со Горан Стојановски, председател на Националната пливачка федерација на Северна Македонија, и Горан Стаменов, тренер на пливачкиот клуб Вардар во 2018-та, а секако во студиото 3 на Македонската телевизија ќе им посакаме добре дојде на делот најдобрите пливачи кои што ќе ги запознаеме нешто подолу во разговорот. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Традицијата на прогласување на најдобрите пливачи продолжи годинава. Какво значење има самата манифестација за македонското пливање и колку е препознаена од страна на спортистите со оглед на тоа што се одржува по четврти пат? Прво да ги поздравиме гледачите ваши, добро утро до сите гледачи. Би сакал во име на Пливачката федерација, Националната пливачка федерација на Северна Македонија и во моје име као председател на федерацијата да кажам дека оваа манифестација веќе се одржува четврта година поред. Чест е за пливачите да учествуваат на едно национално првенство. Обврска е исто така да учествуваат на националното првенство и тоа ги носи нивните награди. Меѓу нив е и ова престижна награда да се избере најуспешен спортист, односно најуспешен пливач во соодветна категорија. Така да по четврти пат оваа година одбравме најуспешни пливачи, критериумот ќе го повторам за учество на националното првенство. Тука не влегуваат меѓународните натпревари. Единствено се врши селекција, односно избор на најуспешен пливач по постигнатите резултати на последното национално првенство. Така да е престиж у секој случај и сите пливачи тежнеат кон тоа да бидат присутни тука во тој период кога се одржуваат националните првенства, се со цел да ги остварат овие признанија, кои што понатаму им се многу важни во својата кариера при обезбедување на стипендии од Агенцијата за млади и спорт како еден од поважните критериуми за доделување на тие стипендии. Секако тие резултати влегуваат во нивното CV за понатаму. И нели секој добар резултат, секој подобар резултат за нив е посебен успех. Така да секако е престиж да се освојува награда од сите нив. Да, и да се биде дел од оваа манифестација. Така. Колку пливачи се најдоа на годинашната листа на најдобри и во колку категории имаше наградени? 10 пливачи вкупно во своите категории освоија соодветна награда, односно најуспешен пливач по категорија. Кога кажуваме по категорија, тоа значи пионери, младенци, кадети, постари пионери и така натаму до апсолутна конкуренција. Меѓутоа тука нема да го заборавиме и нашиот најдобар пливач во далечинско пливање кој што не е присутен со нас поради гужва во студио и немаше место и за него. Поздрав од Евгений Попацев до вашата редакција. Ни фали овде во овој состав. Верувам дека во следна прилика ќе го имаме. Секако. Така да вкупно 11 пливачи беа носители на ова признание најуспешен пливач за 2021 година. Што беше пресудно токму овие имиња да се закитат со титулата најдобри пливачи на годината? Имаше ли годинава жирито тешка работа во однос на изборот на најдобрите и најуспешните? Па никогаш жири. Ако може да така кажеме, да се каже на одборот за пливање, так. Одборот за пливање е нашето најстручно тело кое што врши ја врши селекцијата, односно изборот на најуспешен пливач. За разлика од другите спортови, овдека е многу све чисто и јасно, се плива за време, се плива за секунди и за стотинки, така да сите тие резултати освоени на националното првенство се толку едноставни да се направи изборот за најуспешен пливач, така да работата не е многу тешка на одборот за пливање да ги додели овие признанија. Во сите категории беа отфатени најдобрите машки, но и најдобрите женски пливачи, а како што споминавте беше доделена и наградата за најуспешен пливач на отворени води. Така. Кои се повеќе посветени на пливањето, мажите или жените, и колку пливањето станува родово еднаков спорт?
Или одамна веќе е? Па одамна е. Кај нас нема правило, може да се каже дека во овој период мислам дека предњачи женското пливање. Нека не ми замерат машките, меѓутоа имаме женското пливање во вода. Поуспешни резултати во однос на освоени фина бодови и така натаму, мислам дека се женските водат. Сега така да тоа нека биде предизвик за машкиве да запнат малку повеќе да се подрат. Сега е вистинско време да ги слушнеме и делот најдобрите, најуспешните пливачи за 2021 година. Ќе почнеме со дамите. Може да го подадеме микрофонот. Здраво за кого? Добро утро. Јас сум Емилија Велкова од пливачкиот клуб Нептун од Скопје. Така. Кажи ми какво е чувството да се биде добитник на едно вакво признание? Па супер, ова признание представува голем мотив за понатамашно тренирање, за да постигнеме многу подобри и поголеми резултати. Добро, ќе слушнеме и соседната. Јас сум Јана Милковска од пливачкиот клуб Вардар 2018. И оваа награда да се освои е прекрасно чувството. Ова е само еден мотив со кој ќе ми даде мотив за остварување на уште подобри резултати. Дали ова прво признание во твојата пливачка кариера кој што го имаш добиено досега? Не, имам и многу повеќе награди добиено. Мислам дека околу 20 пихари и се надевам дека ќе има уште многу. Добро, одиме понатаму. Добро утро за кого? Андре Стојановски, пливачки клуб Нептун. Исто ова признание многу ми значи, но годинава посебно највише ми значи поради пандемијата. Сите имавме проблеми со тренирање, сите имавме затворен беше базенот еден период, па имавме проблеми со каде да тренираме и мислам дека сите што се тука со мене што освои оваа награда покажавме дека и покрај таков вид на како на пречка и можеме сепак да направиме врвни резултати да освоиме вакви награди. Да, дефинитивно имате бројни успеси на меѓународен план, но за тоа нешто подолу во денешниот разговор. Ќе го слушнеме и твојот другар. Добро утро за кого? Добро утро, јас сум Василий Герасимовски од пливачкиот клуб Оријан. Јас сум многу горд на оваа награда, бидејќи цела година напорно работев, напорно тренирав и ја освоив. И ќе ми биде мотив во иднината за повеќе вакви награди. Кажи ми, како изгледаат подготовките за еден пливачки надпревар? Па, напорно тренирање, голема работа пред надпреварот и за време на надпреварот давам све од себе за најдобрите резултати. Така. И добро утро за кого? Добро утро, јас сум Никола Геретановиќ, пливачкиот клуб Вардар 2018. Што значи ова признание и награда за тебе лично? Ова признание за мене лично е задоволство и мотив да продолжам да работам и тренирам како до сега. Со кој интензитет вообичаено се одржуваат тренинзите по пливање? Па пред надпревар интензитетот е намален, но за спремање на надпреварот интензитетот е нормално зголемен и тренинзите се понапорни. Се вративте ли на оние вообичаени тренинзи пред пандемијата, да речам? Па малку беше потешко за разлика од пред тоа, но со тек на време се навикнавме и сите се вративме. Така. Ќе проговориме и околу вашите меѓународни учества на надпреварите, но за тоа нешто подолу. Годинава за прв пат беше доделено и признание за најуспешен тренер. Тоа го доби Илија Стојановски. Колку тренерите конкретно се важна алка во развојот на спортската кариера на еден пливач и што го прави еден тренер да биде успешен во својата професија? Добро утро на сите, добро утро на гледачите на утринската емисија. Горд сум на овие дечиња и на овие пливачи кои што со години се прогласуваат за неуспешни. Овие дечиња овде што ги гледаме, изминатава година беа прогласени, покрај тоа што за неуспешни беа прогласени за се рекордери во државата. Така да алката за тренер е многу битна. Тренерот, ако не е најбитен сегмент во целиот овој процес за стварање на еден спортист во целата негова кариера, пред надпреварите, после надпреварите, како и дома. Така да и тренерот е присутен на секаде. Целата програма, целото тоа работење е во зависност од тренерот. Така.
Господине Стојановски, изминатиот период македонските пливачи беа дели од регионални надпревари во пливање. Изминатиот викенд се одржа меѓународниот пливачки надпревар 11 април Гранд При во Белград, на кој што учествуваа 950 надпреварувачи и тоа 41 клуб од Србија, од Македонија, од Хрватска, Босна и Херцеговина и од Кипар. Од нашата држава настапија 5 пливачки клубови, а исто така се надпреварува и на друго надпреварување во Ниш изминатиот период. Со какви резултати се вратија од таму? 2021 година, декември Ниш се вратија со сериозни резултати, соборени се многу државни рекорди во категориите кај што настапија нашите пливачи во име на клубовите, на своите клубови, така да имаат можност во соседството да ги покажат своите најдобри резултати. Условите во соседството и кај нас се одлични за одржување на едни такви меѓународни надпревари. Овој викенд исто така се одржа еден силен меѓународен митинг во Белград. Учество зема повеќе клубови од кај нас. Значи, горди сме на нивните резултати. Пливачката федерација стои, и јас како председател на Националната федерација, стоиме позади успесите и ќе бидеме гости во вашите емисии многу често, затоа што имаат децата што да покажат, односно нивните резултати треба да ги вреднуваме. Како што тоа го вреднуваат и другите спортови, колективните спортови, така малце повеќе внимание треба да обрнеме на овие деца, затоа што пливањето е еден од најтешките спортови и ако на меѓународен план собориле државни рекорди, вредно е тоа да се истакне и конечно на пливачите да им покажеме дека се вредни во нашето друштво и дека трудот што го вложуваат заедно со нивните тренери треба да биде валоризиран. Да, и токму дома да се препознае и да се промовира. Па да, секако, меѓутоа оно што треба да го препознае тоа сигурно се нашите институции. Тука поздрав до Агенцијата за млади и спорт. Би сакал да стигне ова највише до нив, затоа што оваа година се соочуваме со еден сериозен проблем. Ќе искористам приликата да го кажам. Пливањето остана со 0 ваучери за спортските клубови за пливачите. Се надевам дека тоа заедно со Агенцијата за млади и спорт, со директорот и со другите надлежни, дека можеме, ќе најдеме начин како да го коригираме во наредниот период. Да, верувам дека ќе се надмине сето тоа. Ќе се вратиме повторно на меѓународните учества на надпреварите. Имено Андреј Стојановски сруши 2 државни рекорди на меѓународниот пливачки надпревар во Белград. За каков надпревар станува збор и како самиот ти го доживуваш овој настап? Се исполнија ли твоите очекувања од настапот? Надпреварот, како што кажавте, е многу битен. Мене не ми е прв пат да учествувам на овој надпревар, веќе не знам неколку години, не поред, ама учествувам на истиот надпревар. Активно си присутен? Да. Да, ми се исполнија моите очекувања. Не очекував, уствари, дека ќе го бутнам и апсолутниот рекорд, ама успеав и тоа. Секако за овие рекорди вложив многу труд, секојдневно тренирање и вежбање, само тоа е битно. Така. И ќе споменеме само чисто за да знаат и нашите гледачи, во текот на разговорот, онаа трка која што ја погледна, всушност беше твојот настап на меѓународниот пливачки надпревар во Белград, кој што се случи изминатиот викенд. Каде се имаат можност да се покажат македонските пливачи, какви надпревари всушност се организираат во текот на целата година на домашен терен? Вака, на крајот на секоја година, секогаш управниот одбор и одборот за пливање заседаваат и они го носат календарот за во текот на целата година. Тука се клубовите, кои се најуспешните клубови, они ги кажуваат своите надпревари, кои се и меѓународни, со точни датуми и односно цела година тренажниот процес се заснова на тоа и се целиме кон тие надпревари. Во изминатиот период децата беа во Белград, во Ниш, беа во Софија на надпревари, таму се покажа во добро светло, се обрани се многу рекорди, овие деца што ги гледаме овде константно во континуитет соборуваат државни рекорди, стари по 20 и 30 години. Така да сега во наредниот период имаме веќе исполнато неколку норми за посилни меѓународни турнири, како што е Комен куп, ЕОФ и Европско младинско. Децава спортистите се спремаат и не очекуваат силни надпревари.
Супер. Освен на домашен терен, активни ќе бидете и на меѓународен терен, барем ако се погледне календарот на надпревари за тековнава 2022 година, се чини полна агенда ќе имаат македонските пливачи. Имаме ли пливачи кои што со својот труд и талент можат да се носат рамо до рама со нивните колеги како од регионот, така и пошироко? Имаме, да. Имаме, за во регионот секако дека имаме, меѓутоа секогаш кога сме на учесници на светско првенство, долниот дел од табелата на резултатите е резервиран за нас, меѓутоа пливањето е на тоа ниво кај нас. Не можеме да очекуваме се додека не изградиме малце посериозен систем. Ние ќе се трудиме како ново раководство тоа да го донесеме до некое повисоко ниво, за да бидеме конкурентни на едно светско првенство, да не се лажеме дека можеме да бидеме конкурентни на една олимпијада, пошто тамо доаѓаат врвните спортисти од целиот свет, така да меѓутоа да бидеме блиску ќе биде успех за нас самото учество на едно такво надпреварување. Сега кога спомнавте за 2022 година не очекува младинска европска олимпијада или европски самит, олимписки фестивал, кој што се одржа од 24 до 31.7.2022 во Словачка. Имаме еден учесник на тоа надпреварување, кој што кажав пред малце, најуспешниот резултат во моментов пак го има девојче. Тоа е Сара Јанковиќ, 2008 година, тоа е пливачка од пливачкиот клуб Скопје. Она ќе биде единствен учесник на ова надпреварување, се надеваме дека ќе не представи во најдобро светло. За преостанатите надпревари спортистите се спремни, како што рече тренерот, им следат напорни тренинзи, учество на меѓународни надпревари во соседството има голем број надпревари, сите ги посетуваат, односно учествуваат на истите и од таму очекуваме врвни резултати. На домашно поле ни остануваат согласно програмата на Националната пливачка федерација. Делфин куп се одржа, се очекува сега е нареден Орион куп и сите наредни согласно календарот. Не очекува далечинското пливање, да не го заборавиме. Идејата на новото раководство на федерацијата конечно да го ставиме, да го вратиме Охридскиот маратон во најдобро светло. Значи тоа е едно остварување, односно случување кај нас традиционално со години, и меѓутоа во последните години малце згасна неговото одржување. Ќе сакаме оваа година, како што кажав, да го вратиме во најдобро можно светло. Сепак тоа е еден настан кој што заслужува малце повеќе внимание и ќе се трудиме тоа да биде направено безпрекорно. И верувам дека сето она што го споменавте во изминативе минути ќе успеете и да го реализирате на дело токму во наредниот период, а ние секогаш ќе бидеме тука истото да го промовираме и да го афирмираме. Се надевам и би сакал да бидеме чести гости заедно со пливачите, не ние. Ние само технички тоа да го поддржиме, меѓутоа пливачите се тие кои што го носат товарот заедно со нивните тренери. Благодарам за прифатената покана и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ќе им посакаме успешни настапи секако на младите пливачи, да продолжат и понатаму да го развиваат својот талент и секако да се редат наградите, а вие како Пливачка федерација да продолжите да им бидете, што се вели, ветер во грб токму за македонските пливачи, да продолжи поддршката во однос на нивниот труд, работа, но и мотивација кон усовршување и градење на нивната пливачка кариера како дома, така и на меѓународен план. Секако, ви благодарам на поканата.